Движејќи се по патот кон етаблирање на саморегулацијата во државата, како организација наидовме на бројни потешкоти и предизвици, но она што за нас беше клучна поука е дека јавноста представува најважниот партнер во овој процес. Всушност и саморегулацијата значи заштита на јавноста од непрофесионалното информирање, односно остварување на правото на јавноста од информирање кое што е квалитетно, навремено, урамнотежено и информирање кое што подразбира почитување на стандардите на професионалност и етичност. Во вакви држави властите честопати се наметнуваат како регулатори на медиумите преку законски решенија, кои што им одат во корис ним на властите, а не на самите новинари. Токму како иницијатива против едни вакви обиди за нови законски решенија и се создаде Советот за етика во 2014 година. Со формирањето на Советот за етика во медиумите на Македонија, нашата медиумска заедница демонстрираше капацитет, посветеност и интегритет самата да ги решава проблемите на непочитување на професионалните и на етичките стандарди по своето работење. Неколку години подоцна, во денешно време, медиумската саморегулација е препознатлив концепт. Тој го знаат новинарите и граѓаните. Индикатор за тоа се и бројните представки кои што стигаат меѓутоа и бројните одлуки за истите. И можам да кажам, драго ми е што на еден начин успеа оваа приказна и успеа концептот на медиумската саморегулација во нашата земја како превентивен механизам со кој што се штитат новинарските стандарди и се промовира професионално новинарство. Јавноста се повеќе е свесна дека освен што на новинарите треба да им се овозможи нивно независно, објективно и професионално известување, дека тие сепак имаат и некоја одговорност кон јавноста во смисла доколку тие се огрешат да ги проследи моралниот суд на нивните колеги. Практиката од работата на Советот покажа дека некои работи мора да се менуваат во статутот беше менуван, беа менувани актите за работа на комисијата за жалби, се со цел да се зголеми ефикасноста на работа на комисијата, но ефикасноста на работа на управниот одбор, на извршната канцеларија и да се зголеми координацијата на меѓунивната работа. Она што ни помогна и подобро да се организираме и мобилизираме во севкупниот процес на етаблирање и афирмирање на саморегулацијата во државата беше и фактот што разбравме, согледавме и ни беше јасно дека навистина е потребно да постои добро внатрешно поврзување, редовна размена на информации, соработка меѓу сите органи на Советот за етика во медиумите, а особено соработка со членовите на оваа организација, кои што се медиумите и представниците на граѓанскиот сектор кој што е активен во оваа сфера. Нормално беше посветено големо внимание и на зголемувањето на видливоста на Советот преку организирање јавни манифестации широм републиката, така што сметам дека македонската публика успеа да осознае дека има едно ново тело кое што ќе ја помогне да се справи со непрофесионалното и неетичкото новинарство. Соработката со јавноста, меѓу другото, подразбира дека постои една успешна врска со медиумската индустрија, со медиумите и со самите новинари, што овозможува навистина да се работи во интерес на заштита на јавноста, но во интерес на заштита на интегритетот и професионалноста во медиумите. Во наредниот период неопходно е уште помасовно вклучување на традиционалните медиуми и на порталите во работата на СЕМ. Со тоа, тие ќе покажат дека професионализмот и етиката им се важни и затоа ја заслужуваат довербата на граѓаните. Оваа наша мисија мора да бидеме обединети. Советот за етика е место каде што без разлика на уредувачки политики, без разлика на лични ставови, па дури и настоети, мора да бидеме заедни да покажеме дека мисијата за борба за професионално новинарство и дигнитет на професијата можеме да ја исполниме само доколку бидеме обединети.